Поздрав до гледачите на телевизија Ерис. Отворено на тема. Секој ден дебатираме, зборуваме, отвораме теми кои се значајни за сите нас. А значајни се во овој период бидејќи работите и темите се престигнуваат една со друга. Ни стигнуваат извештаи од Европа, имаме кандидати за пратеници, вечерва ќе биде завршени листите, објавени некои утре на јавни манифестации, така што она што ни одредија партиите кои ќе не представува, ние ќе го знаеме како бирачи и како граѓани во текот на утрешниот ден. И според тоа ќе се определува. Зошто го велам тоа? Така. Бидејќи времето во кое што живееме, па и нашите политички репрезенти се дел од колективитетот. Многу малку зборуваме за тоа дека кои се личностите кои ќе не представуваат. Ја следевте кампањата, оние што за тоа се заинтересирани, се разбира, во Америка и во Европа секогаш се гледа профилот на личноста, неговиот морален, професионален интегритет, дали програмата која ја представува ќе може да ја спроведе, дали тој човек ќе ја задржи довербата на оние кои во еден момент му ја дали, така натаму. Тоа се дилеми. Во демократската, во парламентарниот живот кои се од неговото постојување, но се развиваат и нови форми на доверба. Еве гледате анализите за тоа зошто еден голем дел од граѓаните не гласал или гласал вака или гласал вака. Цели студии постојат за тоа. Изгледа дека доаѓа времето кога безимените личности ќе не репрезентираат само затоа што се партиски припадници. Според она што генеруваат сите партии, дека следните избори не очекуваат една изборна единица и отворени листи. Тоа што го имавме во Хрватска, но да почекаме за тоа. Наша работа е сега да ги разгледаме понудите, со тоа и личностите, а моја е да ви помогнам во тоа, вие внимателно да ги следите она што го тие кажуваат и на изборите ќе го дадете својот глас со тоа што ќе ја сносите и одговорноста за тоа кој вас и сите нас ќе не представува. Значи нема завршување на одговорноста со тоа што еве ние избравме, па сега можеме да ги критикуваме сите заедно. Не. Демократијата вели мора да се биде одговорен за сопствените постапки, така и во животот. Јас да не должам. Она што законот го налага, тоа е да денешниот ден до 12 часот, до 00 часот, ќе можеме да ги представуваме луѓето кои се на листите, но официјално не се пратеници. Од утре, веќе до почетокот на кампањата идниот понеделник, нема да можеме да ги представуваме оние кои се на листите и подоцна со кампањата можеме во телевизија да ги прашуваме за нивните ставови. Затоа едната страна не го искористила можност, но сепак тоа се постапки. Се радевам дека од идниот понеделник имаме доволно време да и да поставуваме прашања, но и тие да ги репрезентираат своите програми и своите личности, зошто да не. До тогаш ќе питуваме експертите и оние представници на политичките партии кои не се на листите. Така вели законот донесен минатиот јануари. Јас лично секогаш имам дилеми околу тоа кој тоа не представува. И зошто тоа го прави? Кои се неговите интенции? Во низ овие разговори ќе се обидам и тоа да го допрам, зошто кога нашите представници отидат во парламентот, ја губат ли нивната комшиска улога, она што сме навикнале досега да ги гледаме, или одговорностите ги менуваат. А зошто ги менуваат? Се за тоа прашања за кои што ние мораме да ги потикнеме и ние мораме да ги согледуваме. Се со цел да направиме подобар избор. Се разбира, овде се и програмите. Мојава гостинка е трета на листата на Социјалдемократскиот сојуз, има искуство како пратеник веќе 2 години и повторно претендира да биде наш представник во тројката. Ајде да видиме што тоа господјата и докторката Шахпаска има да ни каже. Добро дојдете во моја емисија. Благодарам, подобро ве најдов. Поздрав до гледачите на Ерис телевизија. За почеток, напамет ми паѓа она номине ец омине. Ова презимето е на вашиот сопруг, нели? Да. А она кога ќе се преведе Шахпаска, знаете што значи од арапски? Знам дека Паска представува поим за Великден. Тоа е еврејски. Да. А Шах е крал, да. Значи, отприлика некако благородничко презиме, нели? Па така му доаѓа. Ама добро.
Да почнеме од она што како Вовет го кажа во емисијава, а тоа е мораме да ги знаеме луѓето кои не представуваат. Ние сме малечка држава. И непосредноста, може би некогаш е оптеретување, нели, барањето за ситни услуги, но од друга страна па и тој непосреден однос со нашите представници дава еден квалитет. Што мислите вие? Пратеникот мора да остане во контакт со оние кои го избрале, во што непосредно или поради обемот на задачите се оддалечува? Видите, моето искуство од 2-годишниот период, ние бевме навистина пратеници во еден многу специфичен период. Ние бевме пратеници кои со моментот на изборот, значи на денот на изборите беше прогласен бојкот и бевме по приличен период надвор од собранието. Така да во тој период бевме постојано со народот како избрани представници. Меѓутоа немавме никакво влијание во законодавниот дом со нашето отсуство таму. Во период кога се вклучивме интензивно со работа во Македонското собрание, значи со почетокот на септември минатата година, навистина како народни представници бевме соочени со предизвикот да секој од нас се представи што подобро како пред пошироката јавност, меѓутоа пред своето гласачко тело, односно неговите сограѓани кои што му ја дале довербата да ги представува во законодавниот дом. Навистина беше кратко времето да бидеме со нашите гласачи, затоа што тоа беше едно турбулентно време кога голем број на закони се носеа, тоа беше период кога се подготвувавме за престојните се надевам кредибилни избори што ќе се случат на 11 декември. Така да сметам дека пратеникот не треба да изгуби врската со луѓето кои што ги избрале. Во најмала рака за време на викенди, преку сопствената пратеничка канцеларија која што беше отворена на подрачјето на сите места од каде што имаше пратеници, сакам да кажам дека јас имав таква канцеларија, значи треба да ги воспоставува контактите со своите сограѓани. Од друга страна, јас се уште држам тезата дека ние сме едни од еднаквите. Мојот телефон беше достапен на моите гласачи постојано. Значи, мојот приватен број не го променив и секогаш секој можеше да ми се обрати за она што представува проблем и за што сакаше да побара помош од мене во смисла на интервенција на било кој ниво и на било каков начин. Овде мора да ви поставам едно прашање кое многу пати да се го има поставувано, а тоа е дозата на изфрустрираност кога се наоѓаш, не мислам во негативен контекст, ќе ми простите ако така го сватите, ако си во опозиција, а истовремено си должен кон своите гласачи или своите комшии или своите сонародници, сограѓани и така натаму. Она што тие сметаат дека може да им помогнете, а вие сте во опозиција. Се добива ли човек со некоја доза на изфрустрираност? Најголемата фрустрација ја доживеав во Собранискиот дом. Затоа што перцепцијата што јас ја имав како човек пред да влезе во собраниските клупи, дека тоа е едно место каде ќе постои суштинска дебата, каде што ќе се вкрстуваат копијата на различни луѓе, значи неистомисленици околу обидување за одредени факти, за законски решенија кои што се носат во име на оние кои ни ја дале позицијата, односно правото да седиме во тие собраниски клупи, меѓутоа не се случи тоа. Беше фрустрирачки затоа што не можевме да промениме многу состојби како опозиција. Мислам дека опозицијските пратеници кои дадоа својот максимум, и јас напишав на еден свој Facebook статус дека ние лавовски се боревме да ги убедиме колегите од владеачкото мнозинство во погрешните политики и законски решенија кои што беа понудени. Од друга страна, тоа не беше нормално работење на законодавниот дом, затоа што целокупната работа беше насочена во правец да се создадат услови за она што треба есенва да се случи, односно на 11 декември. Значи, ние не бевме пратеници во вистинска смисла на зборот, него работевме мандатот посветени на носење на закони кои што ќе изменат состојбата во државата во вистинска смисла на зборот, туку пред се закони кои што ќе одат во правец на реформските приоритети кои што произлегоа од извештајот на експертската група на Рајкат Прибе. Значи да се приближите кон она што самите говорите, што е интенција на секоја опозиција на следните избори да има подобри услови. Секако. Уште едно прашање од овие непосредните така прашање. И вие, вашата колешка, сте од две места, едно до друго, пар километри сте одвоени. А интересите на граѓаните се слични, ако не се и еднакви, така. Вие и вашата колешка од Пекши водите во парламентот, Пекшевчани и од Берово немаат различни интереси. Успевате ли за разговорот да ги акумулирате меѓу себе, да ги идентифицирате тие проблеми, или секој се станува во својот партиски тавор без разлика дали неговиот разум вели дека тоа не е така? Значи, јас бев соочена со
ситуации на дуелизирање преку собраниската говорница со пратеничката од владеачкото мнозинство од Пехчево, инаку јас живеам во Берово, меѓутоа работам во Пехчево, така да подеднакво ги познавам состојбите во двата града. Јас сметав дека вистински народен представник ќе се бори за она што представува придобивка за граѓаните од средината од која што доаѓа. Меѓутоа се испостави дека јас сум поголем граѓанин на Пехчево отколку колешката чиј представник беше. Сватив дека тоа е разликата меѓу мојата политичка опција и незината политичка опција. Зошто? Затоа што во социјалдемократскиот сојуз постои еден демократски разговор, постои континуитет во смисла на тоа да секој од нас ги застапува ставовите и ги соочува со колегите внатре партиски и ние се конфронтираме. Ние внатре партиски разговараме и се убедуваме што е најисправно за како одлука и како став да го застапуваме и во собрание и секаде кај што настапуваме во име на граѓаните и на нашата политичка партија. Меѓутоа, јас бев соочена не само колешката, генерално сите пратеници од владеачкото мнозинство гласаа дури и против она што представува суштински интерес на гласачите, на граѓаните од средината кои што доаѓаат. Значи, индивидуалитетот е на ниво на колективитет. Да, мислам дека во нашата политичка опција постои поголема индивидуална, затоа што ние навистина ги сочуваме своите спротивставени ставови и дискутираме внатре партиски, убедувајќи се што е поисправно и како треба да застапуваме некој став. Тоа беше една гласачка машинерија која што само подигнуваше раце. Да ќе ви кажам еден едноставен пример, кога ги крена раците изгласа министер кој што беше само 8 часа министер во Министерството за внатрешни работи. Тоа е далеко од разумот, тоа е нелогично, тоа е точно диригирано, да речем, безусловно почитување на партиските ставови. Сега, овие прашања исто ќе ги поставиме и на другиот ваш против кандидат од тој крај, бидејќи сите сте во тројката, сите сте наши представници, законот вели дека со моментот на завршување на изборите сите пратеници ги представуваат сите граѓани на Република Македонија. Меѓутоа, достапноста на нашите представници е нормална работа, логична работа, ние се познаваме. Овде очекуваме резултати од сите. Исти тие прашања ќе ги поставиме и на другата страна. Но јас сакам да ве прашам една работа. Специфичноста на местото од кај што доаѓате и ги представувате граѓаните, ова не е делегатски систем, отприлика така изгледа, е во тоа што забрзаното иселување, кое како да не го приметивме или како да не го сериозно не му пристапивме, станува нешто што е повеќе од загрижувачко. Ќе ви кажам, поставувајќи ви прашање, една моја колешка се враќа од правење на документарец во Пешево, Берово, Саса и доаѓа вели, колега, јас 3 дена сум депримирана. Таму престанува да постои живот. Така ли или не? Да, точно е констатацијата и тоа е она што цело време ние го укажувавме и во овој краток период и од собраниската говорница. Масовно иселување пред се на младите. Јас ја држам тезата и поговорката на народот дека каменот тежи на местото. И се уште мислам дека најдобро е кога човек може да се реализира себе си како семеен човек и како професионалец во средината во која што живее. Затоа што ќе се согласите, тука се неговите најблиски, тука се неговите пријатели, тука е најлесен животот и комуникацијата во средината. Меѓутоа, малешевијата се случува белата чума. Јас уште во својот прв собраниски настап минатата година, кога имавме предлог закон за минимална плата, кој за жал мнозинството не го изгласа, зборував дека пустошот постои низ сите градови во Источна Македонија, затоа што во периодот кога бевме надвор од собрание имавме партиски активности и посетувавме различни градови во Источна Македонија, верувајте, при мојата посета на 15 градови јас бев посочена со истата ситуација. Меѓутоа, многу е евидентно иселувањето во малешевијата. Моите податоци пак како лекар, во периодот кога пред 25 години јас се вработи во здравствениот дом Пехчево, имавме на годишно ниво 120 раѓања. Последната бројка во септември оваа година е 15 новородени. До крајот на годината ќе се случи да се родат 30 деца новороденчиња во Пехчево. Тоа се поразителни факти. 4 пати помалку новороденчиња отколку пред 25 години. Младите, барајќи подобри услови за екзистенција, подобри услови за живот, затоа што сите масовно ги напуштаат средината, немаат со кого да се дружат, немаат начин како економски да опстанат. Според вашиот печаток, живеете таму.
ги стрекавате тие луѓе, работите во непосреден контакт се разбира со граѓаните. Ја губат ли надежда? Тоа е проблемот. Ја прочитав една постапка слична во Португалија, каде што цели региони во последните 10 години се одселени и од некои други земји од Европа. Но вела дека зошто се селите? Одговорот е есперанца, надеж губиме дека ќе биде подобро. Ај кажете ми вие како Беровска снаја или човек кој сака да ги представува нив таму, Малеши, ја губат ли надежда? Јас мислам дека ние, Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата, сакаме да им ја вратиме надежда. Затоа што, видете, се селуваат факултетски образувани граѓани, значи младите, најактивното население, работоспособно население на општа државата. Зборувам, иста е паралелата за цела држава, затоа што ги следев статистичките податоци. Ние сакаме да им ја вратиме надежда на граѓаните да се вратат во родните огништа. Еден факултетски образован човек тука би бил вработен на она што представува негова професија. Меѓутоа, во државите во кој што работи, тој е граѓанин на втор ред. Изложен е на максимална експлоатација, подценете, работи за многу помалку пари отколку граѓаните кои што си се резиденти во таа држава. Да, меѓутоа убаво е кога тие пари би ги трошел во Македонија, нема да ги троши таму кај што живее, затоа што тоа се европски земји кои што имаат многу повисок животен стандард и тоа не е вистински живот кој што го живеат нашите млади во странство. Затоа сметаме ние дека надежда не е изгубена. Се уште постои шанса за таа надежда да одржиме и ќе се вратат младите. Доколку создадеме услови и навистина поттикнеме подобар амбиент за живење, дека ќе ги вратиме младите во државата. Пака сега да ве прашам за општите теми од ставовите на вашата политичка партија, такво е времето, до понеделник ќе гледаме и официјалните реклами и официјалните ставови. Во расправијата околу избирачките листи на вашата политичка партија не допре толку до истокот, до тројката, како што слушавме, немаше прифаќање, немаше големи расправи или противности. Што значи тоа, дека ние во тројката сме потолерантни кон другите мислења или дисциплината во партијата е поголема? Не се согласувам, ќе почнам со ова последното што го кажавте. Значи, ние сме можеби една од ретките партии кои што на Конгрес ги избира своите делегати. Тоа беше една демократска, повеќе часовна процедура. Самиот факт што Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз дослеше со својот почеток, со станоците на извршниот одбор, корекција на избирачките листи, на предлог листите за кандидати за пратеници на Централниот одбор, па потоа на Конгресот се одвиваше преку една широка дебата и верувајте, имаше изместување на позициите на поедини кандидати. Дори имавме ситуација да еден кандидат беше отстранен од листата по интервенција на неговата општинска организација. Тоа зборува за високиот демократски капацитет на политичката партија која што јас ја застапувам. Тоа не го слушнав за другите. Соочени сме со реалноста дека нашиот најголем политички опонент ВМРО ДПМН како политичка партија се уште не излезе со своите листи, а знаете до полнок вечера треба тие листи да бидат заклучени, тие пратенички листи треба да бидат подготвени. Тоа е нивна методологија. Тоа е нивни начин на работа и во тоа не би сакала да се мешам. Зошто во истокот не постоеа проблеми во истокот, дали сме се усогласили? Па има многу нови личности на листата за тројката. Не се тоа во континуитет старите пратеници, јас како што се сеќавам, само јас и колешката од Делчево остануваме на листата, од другите и колегата од турската партија ми се јави дека останува повторно на истата позиција, а останатите се нови лица, нови луѓе кои што се препознаени во сопствената средина, затоа што ние како политичка партија и предлагањето на кандидатите го направивме демократски, почнувајќи од општинската организација како основна клетка на партиското организирање и луѓето имаат право да предлагаат своји кандидати. За да на крајот сето тоа се изфилтрира и се предложат кандидати кои што отидоа на разгледување повторно на Централен одбор и потоа на Конгрес. Така. За време на кампањата ќе ви постуваат многу прашања вашите избирачи и оние другите останатите, а наша должност е да го слушнеме вашиот став. Кога овде во Пекчево, во Треботивиште, во Кочини, во Виница, ќе ве прашаат за двојазличноста и ставот на вашата партија, што ќе им одговорите? Ќе има ли двојазличност во тројката? Значи, многу јасно во Уставот на Република Македонија е решено прашањето за употреба на јазиците. Тоа е само еден обид на актуелната власт да ги измести
интересите на граѓаните, односно да интересот на граѓаните за она што представуваат вистински суштински проблеми. Ние имаме многу поважни работи во оваа држава да разрешиме. Ние имаме многу поважни работи како што е справување со криминалот. Ние имаме проблеми со решавање на лошиот животен стандард на граѓаните. Како многу сериозен проблем е чумата на 21-виот век и силувањето, кој што претходно го спомнавте. Ние сакаме да ги промениме овие состојби во државата. Тоа е она што представува примат и што представува главна водилка во нашата изборна програма. Имаме план за Македонија. Така. Ќе го представуваме во текот на изборната програма. Сега, повторно ќе ве прашам хипотетички, например, сте во Блатец и доаѓа некој млад човек и вели, вака, ќе има ли место за мене во администрацијата, а еден друг ве прашува од спротивната страна, вели, ќе има ли место и за нас или ние ќе бидеме отстранети, бидејќи во времето на една друга политичка партија додовме на работа. Тоа е прашање кое го стои, како што рековте и самата, во препораките на ПРИБЕ. Да. Тоа го разредуваме како оченаш, не знам како ќе биде по изборите, но таму пишува недоволна реформа во администрацијата. Ставот на вашата партија е дека администрацијата мора да биде ефектна, округли се зборовите, но јас се прашувам хипотетички. Би доаѓа некој ваш сограѓанин и ме прашува ќе останам на работа. Значи вака, тоа е една од главните негативни прашања, односно тези кои што актуелното мнозинство ги промовира преку медиумите, заплашувајќи ги вработените во јавната администрација. Ние како држава реално не знаеме колку луѓе работат во јавна администрација. Министерството за вели 126.000, иако реално бројката не е толкова, сметаме дека се калкулира со нека бројка од околу 180.000 вработени во јавната администрација. Нема да си одат од работа вработените во јавната администрација. Ние мораме да направиме реформа на јавната администрација. Целта во оваа држава е да создадеме една високо професионална и ефикасна администрација која што ќе одговара на потребите на граѓаните кои што ќе имаат контакти со неа. Што значи тоа? Тоа значи дека секој што е квалитетен и квалитетно одговара на потребите на работното место, на своите работни задачи, ќе си го зачува работното место. Не може да остане во јавна администрација некој кој што е само на платен список, а воопшто не доаѓа на работно место. Од друга страна, согласно тоа што има голем број на граѓани кои што работат еднократно во една смена, а не може да ги задовола своите административни потреби во текот на своето работно време, затоа што треба да излегуваат од работа, да земат пропусници, да напуштат работно место, ние ќе организираме работење на администрацијата дури и двосменско, се со цел да излеземе во пресек на потребите на граѓаните. Така да почитувани административци воопшто нека не ве заплашуваат, нема да има бркање на работа. Дозволете да се доискажам. Сметам дека во местата каде што има недоволен број, ние би вработили нови административци. И тоа не е никаков проблем. Веројатно, тоа ми беше и прашањето, како што одговоривте, веројатно добар дел од нив ќе го свати дека ќе има втора смена, ќе има второ место за нови вработувања на администрацијата, но ПРИБЕ не вели така, ама ајде да го ставиме тоа. Нели, да не се доведеме во една ситуација во Маровци да работат во прва смена, па се самоци во втора смена, инака сме поделен народ по сите шаови, ова не ни треба, но се надевам на тоа не мислите. Не. Значи, не треба да се гледа партизирање. Кога велам високо професионална администрација и ефикасна, велам департизирана администрација, затоа што вработувањето во администрацијата беше една од алатките кои што ВМРО-ДПМН ги користеше за да добива сигурни гласови на избори. Од 90-та година сите го користеа малку или повеќе. Меѓутоа, ако се сеќавате 2006 година, бројката на вработени во јавната администрација со реформите кои што ние како држава ги презедовме во прифаќање на врските како држава која што има афинитети за влез во ЕУ, беше помала бројката. Во овој период за 10 години таа администрација е многу зголемена. Така. Ставот на вашиот председател, кој синоќа го слушнавме, а тоа е дека нужноста во реформи во судството е првиот чекор. И слушнав една реченица од еден наш мој колега новинар, доаѓен, кој вели вака: се зафаќаат за она што е на тешкото, бидејќи во секој општество делењето на правдата е најкомплицирано. Се може да поделиш, ама правда многу потешко. Се согласувате ли дека тоа е, ако тоа биде еден од првите чекори, ќе биде и нетешкиот? Докога добиете довербата, се разбира. Нема тешки работи ако сакате да излезете во пресред на граѓаните заради кои вие практицирате власта. Зошто? Затоа што од проектот Вистината за Македонија ние слушнавме дека едно од стожерите каде што постоела максимална злоупотреба од страна на власта представува
правосудниот систем. Ние сакаме да во оваа држава сите граѓани бидат еднакви пред законите. Тоа значи дека не може еден обичен граѓанин кој што украл неколку тегли ајвар да добие условна казна од 3 месеци. Или кај вас 5 кубика дрва. 5 кубика дрва веќе е поголем износ од 3 тегли или 5 тегли ајвар, а некој политичар кој што договара по телефон провизија од 15 милиони евра за изградба на автопатишта да биде амнестиран затоа што тој диригира на кој начин ќе судат судиите. Бевме соочени со преку бомбите на кој начин работи македонското судство, така наречено Сваровски судство по нарачки пресуди на осење. Многу е тешко да се направи таа реформа, меѓутоа ние мора да ја вратиме правната држава. Мора да ја вратиме довербата во сите институции во државата, почнувајќи од сите нивоа на власта, како од законодавната власт, извршната власт и секако судската власт. Навистина тоа е жежок костен со кој што мора да се носиме во периодот после преземањето на власта. Јас сум убедена дека ние ќе преземеме власта и тука имаме доста добри планови, доста добри проекти околу реорганизирање на правосудниот систем, затоа што после 2 години од владењето ние како ќе предвидиме како владеачко мнозинство да јавниот обвинител се избира од страна на опозицијата. Ќе се согласите дека тоа представува коректор на Вашиот претседател рече не од опозиција, тука на предлог на опозицијата, од јавните личности, од тој домен, од експертите во таа сфера, да. Овде би ме прашували за низа од економските прашања, меѓутоа да го оставиме тоа за пауза, зашто сметам дека секој од пратениците има и своја кариера, и свој идентитет, и своје знаење, каде што најмногу го акумулира искуството и знаењето. И токму тоа да го допридонесе за најмногу даде во својата бранша. Затоа една мала кратка пауза за ЕПП, па ќе продолжиме со прашањето токму она што предпоставам секако најмногу го знаете, а тоа е здравството. Да. Малку ЕПП, па продолжуваме со моја гостинка Јагода Шахпаска, се уште досегашен пратеник во Собранието на Република Македонија и кандидат повторно за пратеник во новото собрание. Продолжуваме со разговорот со Јагода Шахпаска, ваш иден представник, доколку вие така одлучите. За сега е представник на својата партија. Докторке, по прв пат се обраќам со на докторке, затоа што и по разговорот го така започнавме, сметајќи на тоа дека граѓаните на Република Македонија, нас сите, мора да не представуваат луѓе кои имаат идентитет. Еве го гледаме тоа низ светот во изборите, некој мора, ме интересира ова прашање. Може ли некој да ги представува граѓаните, а претходно да не се реализира во својата бранша? Еве, доктор, инженер, работник, рудар, не е важно. Или е по теркот на некој одминати времења политичари по хоризонтала. Од 18 години станат политичари, па до пензија. Што е вашето мислење? Јас мислам дека богатството на демократијата е точно во шароликоста во однос на возрастните групи кои што ќе бидат застапени во законодавниот дом. Зошто? Мора ние да бидеме професионално реализирани за да имаме професионален кредибилитет. Тука го ставам пред се личниот и семејниот кредибилитет како возрастни луѓе, со кои што во средината од која што доаѓаме сме препознатливи и сме се наметнали како кандидати за пратеници. Меѓутоа, ако ние во македонскиот парламент влегуваат само реализирани луѓе, тоа би бил еден парламент во кој што ќе постојат луѓе од средни години до одмината возраст, да речам, до пензионери. Младите граѓани треба да бидат застапени во собранието. Така, ама што е вообичаено во парламентите во Европа. Погледнете ги парламентите, еве сега на Хрватска. Јас таму не случајно не гледам човек испод 30 години. А сега на овие листи имаме, според статистиката во Македонија, инаку ние сме млада држава, нели, па може да не доликува. Имаме до 8% луѓе кои се помлади од 29 години. Таков репер ќе ми простите ни по близина, а па ни по подалечни парламенти нема. Јас не мислам дека треба да се подценуваат младите луѓе. Не, тоа не е подценување, тоа е само статистичко. Нивните интереси најдобро може да ги представи представник од нивната возрастна група и ние имавме многу добро искуство со еден многу млад пратеник во собранието од нашата пратеничка група, Стефан Богоев, и како се покажа како добар и квалитетен пратеник, кој што навистина цело време ја туркаше младинската агенда, борејќи се за студентите, за средношколците, за сето она што е проблематика која што е блиска за неговата возраст. Меѓутоа, сите ние како професионалци навистина треба својот максимум пред се во својата професионална сфера да го дадеме и да се тука изместат работите во позитивна насока. Вака сега.
затоа го оставивме за вториот дел од разговорот, она што е ваша професионална реализација. Секојдневно се среќавате, работите на тоа, на проблемот на вашите граѓани околу примарното и секундарното здравство. Што е тоа што го детектирате како слабост и што е тоа што може да го понудите како решавање на проблемите на вашите сограѓани и сите ние кои вас би требало да ви избереме во тројката? Значи, ние како политичка партија во својата изборна програма поприличен дел сме посветиле на сферата здравство, затоа што тоа е работа која ги засега сите граѓани без исклучок на територијата на Република Македонија. Јас како лекар со долгогодишно искуство, 26 години имам работен стаж, 1 година како санитарен и здравствен инспектор, а по останатите години работев како лекар во брза помош и последните години како интернист, пред да се вклучам во политика, 7 години работев како интернист. Значи, јас сум човек кој што доаѓа од базата, односно од примарното здравство. Примарното здравство како темел на здравствениот систем треба да ги реши здравствените проблеми на 80% од граѓаните. Мал дел треба да се префрли во секундарно здравство, а уште помал дел на терцијално ниво, она што не може да биде решено согласно кадровската екипираност, професионализмот, согласно инструментите, опремата техничка која што треба да ја поседуваат институциите. Значи, ние сме соочени со бројни недостатоци и проблеми. Министерот Тодоров премногу е присутен на медиумите со тоа колку квалитетни реформи прави, меѓутоа не е тоа така реално. Јас ги следев сите статистики преку Собранискиот дом и како председател на Собраниската комисија на здравство поprilično сум упатена со состојбите. Македонскиот граѓанин дава 33% од трошоците за здравство. Тоа е двојно повеќе од европскиот просек. Ние сакаме простите, само од што одделува 33%? Од скупните трошоци за здравство, од сопствениот џеб дава 33%. Ако една услуга во здравството, карикирам, кошта 10.000 денари, тој треба од својот џеб да даде 3.000 денари за тоа. Значи не е тоа партиципација, него генерално од сите трошоци за здравство, тој одвојува прилично висок процент кој што се одразува на неговиот семеен буџет. Ние предложивме во Собранискиот дом неколку амандмани на последниот буџет кој што така брзо го предложи власта, сакајќи да демонстрира дека ќе го троши и следниот најголем историски буџет од 3,3 милиарди евра. Ние предложивме неколку мерки кои се навистина насочени за подобрување на достапноста на здравството до граѓаните. Тоа е најпопуларната мерка, е бесплатно лекување во болници, односно укинување на болничката партиципација. Нема бесплатно, само прашање кој ќе го плати. Ќе го плати државата, а нема да го плаќаат граѓаните. Кога ги направивме калкулациите пред сметките колку тоа би изнесувало, излезе на годишно ниво дека се тоа 7 милиони евра. Ке се согласите со мене дека многу е подобро да тие пари се државата ги плати за да им олесни на граѓаните, отколку за непродуктивен трошок како еден споменик, да речеме. Добро, да разјасниме за мојот гледач. Вашата калкулација вели 7 милиона евра на годишно ниво. На годишно ниво е партиципацијата на граѓаните кои од џеп ја плаќаат како дополнување. Така. Значи мислите дека тоа не е голем дел, дека да го укинете, така? Да. Сметаме дека не е тоа голем издаток со оглед на тоа што постојат многу возрастни групи кои што се ослободени и досега со постоечкиот закон за здравствено осигурување, како што се деца болни од малегни заболувања, заразни заболувања, пензионери кои што примаат пензија пониска од 12.600 денари согласно програма за здравство. Да, тие се најголем дел, меѓутоа ќе се согласите тука постојат има повластици за луѓето кои што примаат минимална плата, меѓутоа еден вработен во текстилна индустрија кој што има со последната покачување за ова година 9.000 денари и како представува финансиски издаток како согласно дијагностичко сродни групи плати болничка партиципација која изнесува 4-5.000. Тоа би го чинело повеќе од половина личен доход. Значи тоа е една од мерките кои што сакаме ние да ги спроведеме за да го олесниме животот на пациентите, на осигурениците, на граѓаните. Друга мерка која исто така ја напишавме во нашата програма и амандмански ја поднесовме беше да се зголеми квотата на лекови на позитивна листа на фондот. Ние како политичка партија предлагаме да еднаш во годината да се прави ревизија на позитивната листа на лекови. Односно да се зголеми бројот на лекови кои се на таа листа, а од друга страна да се зголемат квотите, односно средствата кои што Фондот за здравствено осигурување ги одвојува за покриеност на
аптеките со лекови на позитивна листа. Што значи тоа да ме разберат луѓето? Тоа значи дека не мора пензионерите, осигурениците да брзаат првите 10 дена во месецот да одат во аптеките да си ги подигнат лековите за кои помалку треба да платат, туку може да бидат комотни, затоа што во текот на цел месец во аптеките ќе има лекови кои што тие како хронично болни пациенти ги користат. Од друга страна, просто тоа дека мора да ве прашам, бидејќи ова не е само статук, ова е програма. Велите ќе се укине овде, ова ќе се плати, ќе се зголеми. Вашите противници ќе речат дека ќе мора да се зголеми партиципацијата кон фондот што имаме од бруто плата, бидејќи средствата ќе нема да бидат доволни. Вака ќе имаме зголемување, не се работи само за 7 милиона евра, но сите овие мерки ќе бараат поголемо зафаќање од буџетот на делот за здравство, а не од некаде мора да се донесат. Ке имаме ли зголемување на придонесите во фондот за здравство од плата? Сега ни тоа изнесува 7% или колку 7%, 7,5%, да, кој ќе го тргнеш персоналното, значи ли тоа дека со таа мерка ќе имаме 10%? Не, постојат начин да се реши тоа, да не биде по джебот на работодавците, односно на фирмите кои што и така тешко кубурат во актуелната економска состојба во државата. Значи, ние имаме план како тоа да го оствариме. Кога јас го бранев амандманот и предлог закон имавме за ослободување од болничка партиципација, реков дека кога ова власт не ги трошеше така неплански народните пари за проектот Скопје 2014, македонските граѓани 100 години немаше да плаќаат болничка партиципација. Тоа само зборува дека ние како идна одговорна власт ќе ги насочиме парите од буџетот, народните пари собрани од народот на оваа држава на еден квалитетен, рационален начин да стигнат до оние од кои што се собрани тие пари. Зборувате за рационализација, штедење внатре во буџетот, наместо зголемување на зафати. Да. Од друга страна, Република Македонија од бруто домашниот производ, одвојувањето за здравство се 4,5%, а просекот во соседните држави во европските е повисок, некаде 6-7,5%. Кога само 1% би се зголемило учеството за здравство, многу би се подобриле сите услуги и услови во македонското здравство. Значи има начин, има решение. И дозволете, само ако не се крадат од 300 до 400 милиони како што имаме 1% 90 и кусур милиона евра. Да, па мојата како председател на комисија здравство често пати знам да речам мојата комисија, моите амандмани, односно нашите амандмани предложени чина 45 милиони евра на годишно ниво. Тоа не се многу пари за сето она што ние се залагаме. Тука ги вклучувам и зголемувањето на платите на здравствените работници по сите нива. За јавното здравство зборуваме. Затоа што една од условите, заправо основен можеби предуслов покрај парите за квалитетно здравство представува квалитетен медицински кадар и задоволство на медицинскиот кадар. Сакаме трудот на секого да биде вреднуван. Така, го видов програмата, изјавата на вашиот председател околу тоа, но овде ова го оставав за крајот, но разговорите некогаш си темите се течат сами по себе, што е природна работа и убава работа во еден природен разговор. Европа има, вие сте доктор, па затоа сакам да го поставам прашање. Во Европа има анализа, Европската здравствена асоциација и Светската здравствена асоциација минатата година направи анализа која се нарекува селење на медицинскиот кадар. И таму има фрапантни бројки. Значи, овде има засегната Украина, Полска, Романија, Бугарија, ги водат заедно Западен Балкан, Хрватска е веќе Европа и така натаму. И овде има некои податоци кои што за Македонија само ги имавме од Евростат, тоест од Светска банка, за 9% од миграција на образованите кадри од здравството. Тоа бара сет на мерки, но никаде досега во Европа, барем овие делови од Европа, не даде задоволувачки резултати. Значи, Србија минатата година има 800 или 900 доктори и специјалисти кои излегле од здравството на Србија, надвор од државата. Сет на мерки. Имате ли лек за оваа болест? Иако, велам, секоја држава, национално секоја држава се справува со ова. Канас горка пилула ќе биде или има лек за ова? За се имаме решение, затоа што ние сме соочени со недостиг на доктори од различни профили. Почнувајќи од педиатри, почнувајќи од гинеколози, анестезиолози, хирурзи. Значи, недостасуваат доктори од сите профили во државата. Ако ви кажав дека во цела Република Македонија има само 137 гинеколози, тоа зборува за
огромен недостаток на кадар од тој профил за да се грижи за репродуктивното женско здравје. Решението на кој начин ќе се добие. Прво, младите дипломирани доктори ќе добијат право да продолжат да специјализираат она што представува нивна желба, меѓутоа и согласно она што представува една сеопфатна анализа на Министерството за здравство за тоа што е потреба на теренот, односно да се распишуваат специјализации кои се неопходни на теренот за да се задоволат потребите на граѓаните. Тоа е прва мерка. Втора мерка е зголемување на платата на здравствените работници. Првата мерка ќе ве замолам само, првата мерка да ја разјасним. Има два предлога. Едната е забрзаност на образованието кај медицинскиот кадар, дори има предлози и медицинските факултети да траат 4 години, значи за да се добие забрзаност во образованието, во продуцирањето на кадри. Втора, една од мерките е да може веднаш по 6 месеци по дипломирањето да се оди на специјализација или останува во оваа мерка 4 години на одредено време во општо здравство, потоа на специјализација. Значи не може така да ги гледаме работите. Се уште медицински факултет си има своје, не се прави така за краток рок скратување на периодот на студирање. Периодот на студирање е нешто кое што воопшто не сме го ни разгледувале. Она што сега се обиде Министерството за здравство преку последната измена на Законот за здравствена заштита, тоа не е последна, меѓутоа една од последните во оваа година, беше да се скрати периодот на специјализација, да така наречени амбулантска специјализација, например за примарна здравствена заштита, за гинеколози и за педиатри. Тоа представува преодно решение. Тоа се специјализации кои што државата мора да ги испрати со цел да го покрие интервентно недостатокот на доктори. Инаку секоја специјалност си има одреден период на траење. Интерна медицина трае до 6 години, офталмологија 4 години, анестезиологија 5, карикирам. Значи секоја специјалност има свој период на траење на специјализацијата. Од друга страна, Министерството за здравство се обиде оваа година со тие кофинансирани специјализации малку да ги задржи младите доктори во државата, меѓутоа не е тоа вистинското решение. Никој во државата образован доктор нема да ви седи тука со просечна плата, да практицира медицина, да биде на дежурство и неговиот ноќен труд преку време на работа да не биде вреднувана соодветно. Јас знам дека состојбата со платите генерално во државата за сите профили е лоша, незадоволителна, меѓутоа како представник на здравствената фела и како представник на мојата политичка партија сакам да им кажам на здравствените работници дека ние планираме да ги зголемиме платите на здравствените работници. Пред се на докторите како носители на дејноста, меѓутоа вклучително и на сите профили на здравствени работници, затоа што нашата работа е тимска. Вие не можете индивидуално да работите само вие ако имате мотивација, туку треба сите други. Првата мерка која кажавме дека во првите 6 месеци од нашето владење, а бидете убедени дека Социјалдемократскиот сојуз ќе прави на овата влада, представува точно укинување на плаќањето по учинок. Тоа е една мерка која што не само што ги поремети вредностните критериуми кај докторите, ги влоши меѓучовечките односи, наградување кое што одземаше од едни доктори, а разликата од тие средства ги пренасочуваше на други. Дека ќе се ослободи на друга енергија, дека неработниците ќе се стават во ранг со работниците. Не, ќе се изнајде начин со тоа што гарантираната основна плата на секој лекар ќе биде загарантирана, да не се оди по тоа ниво, а оној што ќе се истакне во својата работа, според бројот на прегледи, според тоа колку го барат пациентите него, значи колку е зафатен неговите термини, колку оперативни зафати ќе направи, има начини како дополнително да се награди. Значи никако под основната загарантирана плата за секој специјалист. Тоа ви личи мене, ќе ми простите, ама на уравниловка во која што ќе значи, како е мерливо тоа? Овде мора да ве прашам, како е мерливо тоа просечна активност на еден доктор? Што значи тоа? Кој ќе го одреди тоа? Еве јас, например, имам лично искуство, знаејќи со сета почит кон лекарите, слушајќи ги нивните разговори, дека еден хирург направи 104 и да направи 2. Кој е минималното според кон треба да добие висока плата? Кој ќе ја направи таа методологија? Значи, согласно колективно договор, согласно залагањата на лекарската комора, Македонско лекарско друштво, се прават преговори за тоа што би било пристојна плата и колку може да се покрие. Што значи пристојна работа? Пристојна работа.
Па видите, секој треба прво да одговори на она што е во сегашната работа, начинот на кој што е организирана работата во здравствените установи преку електронскиот систем Мој термин, не значи тоа исто издвојување на квалитет ако еден доктор прегледа 40 пациенти согласно бројот на прегледи што се извршени во Мој термин. Има начин да се вреднува квалитетот, дали тоа е задоволството на пациентите, појавата на компликации, трошењето на средства. Значи, постојат дополнителни критериуми кои ние низ една широка дебата ќе ги усогласиме. И тоа сакам да кажам на македонските доктори дека наша интенција да платите на докторите се зголема во терцијално здравство на докторите да стигнат некаде до 100.000 денари на крајот од нашиот мандат. Сакаме да ги мотивираме да останат во државата, тука да ја практицираат медицината, а не да заменуваат во странство. И се враќам повторно на она прво што го кажав од поговорка, дека навистина каменот тежи на местото. Се согласувам со тоа, иако сепак ќе остане да виси моето прашање дека ќе морате пред јавноста да излезете со јасна методологија, со јасен критериум на тоа што е минимум, што е средина, што е максимум. Зашто во секој случај вие сте доктор, па имате и емоционален однос кон тоа. Меѓутоа статистиката вели дека незадоволството и на пациентите е малку поголемо отколку европското, а не едно со друго оди. Од одвојувањето на средствата од буџетот кај нас во Европа, во околината, па кога се земе статистиката на задоволството и на пациентите од лекарската фела, и таму сме најдолу. А инаку тоа е должност на нас новинарите да ви прашаме вас, бидејќи нормално е дека вие нема да кажете тоа, ама е така. Имаме и незадоволство на онаа друга страна. Што значи тоа? Ако имаме незадоволни пациенти, имаме, а некој ќе си ја земе платата кој ќе изнесува на пример 50.000 или 60.000 само затоа што го има статутот на лекар. Каде е овде јавноста, бидејќи се работи за наши пари? Овој критериум што вие велите дека ќе го направите, мора да биде јавен. Инаку секогаш ќе сметаме дека вие како лекари си земате поголема плата. Значи, така направи да судиите. Сега вие ќе направите, на крајот ќе остане само оние што го прават доходот, да земаат по 10.000, сите други да бидат по 10 струко наградени. Економски е неможно тоа. Значи, ние како медицински, како здравствени работници сме во директен контакт со граѓаните и со јавноста. Нашата работа не е скриена. Нашата работа е премногу транспарентна и јавна затоа што се состои во директна комуникација со пациентите. Меѓутоа, и покрај сите реформи, вие се согласувате дека пациентите покажуваат незадоволство. Зошто? Значи нешто не функционира во системот. Начинот на закажување, трајањето на термините. Јас можам да ви зборувам од моето искуство како интернист. Па не може еден интернист за 15 минути квалитетно да го одработи пациентот. Нас не претворија во административни работници. Ние не сме фабрички работници, без да ги поценувам вработените во текстилната индустрија или во другите фабрики. Ние не работиме на норма. Ние работиме со човечки животи. За 15 минути вие не можете да му пружите квалитетна здравствена заштита на пациентот кој што седи на спротивната страна на вашето работно биро. Вие треба тој пациент да го прегледате, да го испратите во лабораторија, да направите ехо преглед. А ние постојано сме во трка дали ќе влезе пациентот во точно одреден момент на Мој термин, затоа што следуваат санкции. Значи тоа е првата работа која што треба да се ревидира. Од друга страна, незадоволството на пациентите не произлегува само од докторите, произлегува и од тоа што тие иако актуелниот министер се фали дека се намалени цените на лековите, намалени се фондовските цени, меѓутоа доплатата останува од џебот на пациентите. Значи, затоа ви реков на почеток, македонските пациенти плаќаат повеќе пари отколку останатите граѓани на Европската унија. Докторка или пратеничке, на крајот од емисијава, скоро 45 минути, 50 минути скоро разговараме, брзо оди времето во емисијава. Мене беше задоволство пака да дебатирам со вас од име на граѓаните и мора да поставам едно прашање кој себе си, а и многу мене ми го поставуваат. Кој губи од врвните лекари кога се занимаваат со политика? Политиката добива или медицината губи? Зависи од која страна ги гледате работите. Ако ги гледате работите од страната на пациентите, моите сограѓани од Малешевијата ќе речат да, ние многу изгубивме што докторката замина затоа што таму недостасуваат интернисти со моето заминување. Меѓутоа, од друга страна, јас сметам како човек кој што директно доаѓа од таа сфера, кој што е и текако упатен, живее со таа проблематика 25 години, е најповикан да го крене својот глас и да се вклучи во креирањето на политики кои што ќе имаат единствена цел подобрување на здравството
за пациентите, меѓутоа и враќање на задоволството на здравствените работници. Јас се благодарам што бете дел од моја емисија. Гледачите или вашите потенцијални бирачи од тројката ве гледаа. Ќе има и реприза, повторно ќе можат да слушнат што тоа вие кажавте, а целата програма, претпоставам можна и уште еднаш да се видиме до крајот на кампањава. Ние ќе се обидеме како телевизиска куќа до детали со наши прашања да ви представиме на сите граѓани. Знаете зошто? За да можат утре да ве прашат, докторке Јагода, рака рековте. Се согласувате ли со тоа? Да. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Што ни рече? Реформи, форми, реформи. Тоа не е нешто што може да се направи еднаш, туку е постојано прилагодување кон условите во животот. Неколку од примерите во Македонија покажуваат дека реформите, ако се застанат, иако не се целокупни, не се дел од целиот систем, они даваат лоша или погрешни резултати. Според сите статистики, според што го читаме странци што не критикуваат, според анкетите на граѓаните, нашето судство за жал е на врвот на институциите во кои што се има најмалку доверба. Начело е армијата на Македонија. Со реформите на поранешниот министер, овде правев интервју со него и потпуно иста е аргументацијата. Мораме да ги направиме она австриското начело во кое што изложеноста на луѓето кои работат во правосудството, обвинителите, судиите да биде помала, бидејќи така се намалува можноста за корупција. Платите се качија на 4-5 просечни македонски плати и во обвинителството и во судството. Но, господа суди, на прво место во недовербата кон институциите во Република Македонија сте вие, обвинителите, судиите и обвинителите во правосудството. Еве сега ни предложуваат нешто исто. Господа доктори, одговорноста ќе биде ваша. Јас се согласувам поради одговорноста да имате и 200.000 плата. Ама да бидете институција која ќе има најголема доверба, бидејќи парите се заеднички. Успешноста на една држава, на едно општество, зависи од тоа како своите ресурси ги става во интерес на сите граѓани. Да не се доведеме во положба како што вели Пол Кругман, се плашам дека ова општество е изгубено. Јас се плашам дека ова наше општество никош нема да биде во таква ситуација да биде изгубено. Бидејќи тогаш ќе научи дека одговорноста е најголемата работа кај секој поединец и кај секој општество во целост. До понеделник, довидување, пријате викета, понеделник некој друг гостин од палетата понуди или знаења пред вас од име на Ирис телевизија, за да имате вие право подобро да одберете и да ја сносите одговорноста и како поединци и како делови од еден народ или една жители на една држава. Довидување.